Барањето на соодветен донатор е процес кој што бара искуство и добро планирање. Со ова видео сакаме да ви помогнеме подобро да се подготвите за тој процес. Најпрво е важно да испланирате за што ви требаат средствата. Кога ќе одите кај донаторот, да знаете точно за која цел барате поддршка или нудите соработка. Во ова ви е важно, прво, затоа што од тоа често ќе зависи кај која фирма ќе се обратите. Така, например, дури во рамки на некоја област, некоја фирма ќе биде расположена да поддржи детско игралиште, меѓутоа нема да сака да поддржи едукативна програма за деца од ранливи групи. Поради тоа е важно да знаете точно за што ви требаат средствата. Второ, тоа исто така ќе одреди каков тип на поддршка ви треба. Дали ќе ви требаат пари, материјални средства или одредена услуга која што таа фирма може бесплатно да ви ја понуди. Од кога ќе испланирате за што ви требаат средствата, одите на вториот чекор и планирате колку средства ви се потребни и до кога треба да ги соберете. Затоа што повторно од тоа ќе зависи кон колку фирми ќе пристапите и кон колку фирми ќе бидете во можност да дојдете во контакт. Кога зборуваме за тоа колку ви е потребно, важно е да знаете дали ви требаат пари, дали ви требаат материјални добра и каков тип на соработка нудите. Дали донација, дали спонзорство или други форми на соработка. За формите на соработка може повеќе да видите во видеото кое што е наменето за таа тема. Кога ќе знаете колку средства ви требаат и за што ви требаат средствата, почнувате да размислувате кои се тие фирми кои што би можеле за таа цел да ви дадат одредена донација или да остварат соработка со вас. Тоа се вика правење на профил на потенцијален донатор. Тоа значи дека треба да размислиме кој би ни дал, што би ни дал и зошто би ни дал. И за секоја фирма или група фирми треба да си го поставите и да си ги одговорите овие три прашања. И во тој процес може фирмите да си ги групирате. Например, може да одлучите да одите само кај големи фирми или може да одлучите дека ќе одите кај помали фирми во вашата локална заедница. Тоа, како што споменавме претходно, ќе зависи од типот на активност која што ја имате, односно целта за која што ги прибирате средствата. Например, може да направите, ако проектот е во областа на здравство, една подгрупа може да ви бидат фирмите кои што работат во областа на здравството, фармацевските компании, здравствените установи, па тие ќе ви бидат една група, еден профил на потенцијален донатор. Од кога на ваков начин ќе си ги групирате фирмите, веќе одите со конкретно излистување на фирмите. Во секој профил ќе имате повеќе, може би 10, 20, дури и повеќе фирми. Ви препорачуваме да направите подолга листа на потенцијални донатори и фирми кои што ќе се обратите, бидејќи постои голема веројатност дека дел од нив ќе ве одбијат, односно нема да се вклопите во нивните приоритети за донирање. Од кога ќе ја направите оваа листа, треба да ги истражите поединечно сите компании. Да видите кои им се нивните бизнис приоритети и кои им се приоритетите за донирање. Дури од кога ќе го направите сето ова, ќе почнете да се спремате за состанокот со донаторите или доколку одберете да им се обратите со писмо, како да изготвите писмо до донаторот. На овие теми погледнете ги следните видеа.